професоре за тоа убаво кратко излагање. Сега јас би сакал да почнеме со тоа што би му дал можност на професорот доктор Мирко Спировски на тема списанија со отворен пристап во Република Македонија да почне со својата презентација. Повелете, професоре. Благодарам, само да се вклучи. Јас денес ќе зборувам за списанија со отворен пристап во Република Македонија. Еден обид да направам пресек што заправо денес е отворен пристап. Уште пред да продолжам, сакам да кажам дека неколку оградувања мора да ги споделам со вас. Првото е идентификацијата на списанија со отворен пристап во Република Македонија не е комплетна и треба да се земе со резерва, бидејќи не постои официјален регистар на списанија електронски, а не постои нити на списанија со отворен пристап. Второ што е битно е дека вклучувањето и класификацијата на списанијата со отворен пристап во било која база е информативно и не значи рангирање или квалитет на списанијата. Поедноставно, ако некое списание не се наоѓа во групата на некоја база, не значи тоа е помалку квалитетно од другите списанија, туку едноставно информативно таму не е внесено. Многу значајно затоа што може да има некои проблеми. Понатаму, присуството и отсуството на списанијата со отворен пристап во било која база на податоци е динамичен процес. Ги има, па ги нема, или обратно. И затоа постојано настануваат промени и треба да се биде многу внимателен со заклучоците кои се донесуваат. Поради тоа, состојбата на списанијата со отворен пристап во Република Македонија е анализирана во месец октомври 2020 година и ова што ќе го видиме е заправо пресек во моментот во кој што сега зборуваме, работиме и живееме. Јас накусо ќе кажам што е тоа отворен пристап со објавување научен труд. Ќе кажам за видовите на списанија со отворен пристап, многу кусо. Ќе кажам и за складирање политиката на отворен пристап, како тоа се прави. Малку повеќе ќе зборувам за специјалниот софтвер за Open Journal System или OJS. Ќе кажам и за методите за идентификација на списанијата со отворен пристап кај нас, како тоа го изведов. Но исто така ќе кажам малку повеќе за иницијативата за отворен архив. Тоа е протокол за жнеење на метаподатоци. Или кратенката му е OAI PMH, ако идеме на латиница, не е спелување на англиски јазик. Понатаму ќе кажам и за обидот да направиме складиште на медицински списанија со отворен пристап кај нас. Потоа ќе дадам само пресек каква е состојбата во базата за отворена наука во Европската Унија, тоа е OpenEA системот. И на крајот ќе кажам за директориум за списанија со отворен пристап, ДОАљА, какви критериуми и кои списанија ги има. Прво малку околу генералната поставка на истражувањето и што заправо тоа значи во однос на отворениот пристап. Како што гледаме од оваа шема, кога истражувањето ќе даде резултати од истражувањето, лево, во тој случај ние може да се одлучиме на два начини. Или едниот да ги објавиме или дисеминираме добиените податоци, кои што може да одат или во објавување на трудови, или пак во складирање на оригинални резултати од истражувањето. Значи има две гранки. Во објавувањето на трудови имавме порано дефиниран златен отворен пристап и зелен отворен пристап, ќе го видиме малку подоцна што тоа значеше. Меѓутоа, се повеќе во последно време се инсистира и на депонирање на резултатите кои што се добиени во изворен облик, за да можат други научници да ги користат. И тука имаме пристап, ова со зеленето, кој што е слободен, бесплатно, но имаме и пристап каде што се наплаќа или треба соодветна финансиска надокнада.
Што се однесува до другата патека, доколку имаме потреба од користење на резултатите во определени гранки од општеството, во тој случај истражувачите, особено нивните институции, би требало да обезбедат патентирање или заштита на добиените резултати и тие не се објавуваат пред да се заврши процесот на патентирање. Како што гледаме, ние овде имаме два дела од кои што научните резултати може да бидат употребени. Едните во овој заштитен патентен процес и овие другите во јавен, во објавување на списанија, односно трудови или резултати. Овде не е прикажано, но јас би сакал да кажам, дека освен овие две гранки, постои и трета гранка, која што е тајна, односно тајно истражување научно и по мое сознание и многу други, ако ги земеме буџетите кои што се даваат во различни држави за воени, агенции специјални и така натаму, се неколкократни поголеми од буџетите за науката во истите тие држави, односно науката која што воопшто не е предмет на овие две точки, по мое мислење е поголема од двете овие гранки заедно. Инаку што се однесува до некоја класификација, иако ова не е баш конечна, но е најчесто употребувана, научникот кој што добива резултати, тоа е овој лево, пардон, се извинувам. Значи, научникот прво што треба да направи е да проучи каква е политиката за издавање на списанијата и кое списание каква политика води. Таа многу значајна работа во светот ја превзеде така наречената Шерпа Ромео, која што обезбеди систем на следење, верификација, ќе го видиме подоцна. Значи, многу е значајно да нашите списанија бидат вклучени во овој систем на регистрација, за да можат научниците да видат и да се определат дали во некој од нашите списанија ќе објавуваат. Од кога тоа ќе го направат, имаат три можности. Првата е да објават во списание со отворен пристап, тоа е ова горе. Вообичаено се плаќа надокнада за процесирање или Article Processing Charge, APC, и најголем дел од списанијата да го користат, и од кога тоа ќе се заврши, резултатите, трудот е веднаш моментално достапен до научната јавност преку интернет. Вториот дел се списанија кои што имаат претплата и ние тие ги викаме затворени списанија или списанија со затворен пристап. Во нив порано беше воопшто неможно да се објават податоците јавно, туку само извадоците. Меѓутоа, подоцна се донесе под притисок на научниците и потребата од податоци, дека и таквите списанија би можеле да дозволат авторите својот труд во претходна фаза од објавување да го складира во така наречената складиште за само складирање или така наречена зелена рута на отворен пристап и тогаш да бидат видливи веднаш на интернет. Или после некое време, кое што списанието го дало како ембарго, да речеме 6 месеци после објавувањето. Сакам да потенцирам дека горниот дел е веднаш објавување, долниот дел е одложено објавување и второ, горниот дел е објавен труд во конечна форма, значи оној кој што е дефиниран, а вториот дел, средниот, е заправо објавување во содржина која што не е технички уредена, односно не е дадено пари за техничко уредување и тие по содржина се исти, но графички и електронски не се исти. И третиот дел кој што се појави пред 5-6 години, тоа е така наречениот хибриден систем или хибридни списанија, во кои што списанијата со затворен пристап од потребата и под влијанието на списанијата со отворен пристап отворија дека дел од трудовите може да им понудат на авторите да ги платат и да станат со отворен пристап. На тој начин
Имаме списанија хибридни во кои што првиот, третиот и петиот измислувам се со затворен систем, не може да се читаат веднаш, туку треба да се плати преку библиотека, институција или други системи, а додека другите кои што имаат ознака, оваа десно што ја гледаме на отворен пристап, може да бидат читани и употребувани од останатите. Значи, овие три категории значајно се разликуваат меѓу себе во својата суштина. И сега малку околу складирање на политиката за отворен пристап во Шерпа-Роме. Ова е веб адресата каде што може да се види. Шерпа-Роме е заправо база на податоци на издавачи на списанија, значи на издавачите на списанија или, ако е самото списание издавач, на списанието како издавач, во која што се дефинирани политиките за отворен пристап. Со други зборови, врз основа на апликацијата има специјални стручни лица кои што ги анализираат поднесените барања од списанијата, ги одбиваат или ги прифаќаат и тие што ги прифаќаат ги складираат во својата база на податоци и може да бидат користени во целиот свет. Шерпа-Роме има практично повеќе аспекти. Првото е регистрирањето на политиката на отворен пристап, за што зборував. Меѓутоа, исто така има и постојан процес на обновување. Ако некоја променил својата политика во некое списание или некој издавач, можно е да се промени и тие тоа го возможуваат. Понатаму тие имаат дефинирано вклучувачки критериуми кои издавачи, кои политики и на кој начин може да бидат внесени во овој систем. Уште поважно е што тие имаат поврзување со специфичен запис, односно секое списание има своја URL адреса и може секое списание да го поврзе и да покаже кои се елементите кои што заправо Шерпа-Роме ги има складирано и треба да ги почитува соодветно издавачот, односно списанието. Понатаму можно е метаподатоците од Шерпа-Роме да се користат и тоа се користат на начин како и другите отворени пристапи имаат дефиниција. Она што е модерно, тоа е дека имаат и скрипта за автоматско внесување, автоматско земање или користење на податоците. Понатаму имаат дефинирани икони за политика на издавачите, речника на поими и на крајот Ромео обојувања. Ние видовме на првиот слайд дека отворениот пристап кој што се плаќа за негово објавување веднаш се објавува и тоа е така наречен златен или жолта линија, а оно е кој што не е дозволено веднаш, туку авторот сам го складира претходниот дел, има зелен пристап. Од оваа година, негде од септември, Ромео ги отфрли овие два системи и воведе еден нов, пософистициран систем за класификација на отворениот пристап во списанијата. Еве го тој како изгледа. Значи, во него се внесени општи информации на политиката, ги гледате лево. Понатаму има политика на поднесената верзија, која што може да е различна од политиката на прифатениот труд, од accepted, или пак може да има политика од објавената верзија, која што може да биде различна и од претходните. Со други зборови, сега веќе немаме линија на жолт или златен пристап или линија на зелен пристап, туку имаме линии на општи информации за политика и овие три специфични што работите ги комплицира, меѓутоа ги дефинира, прави попрецизни, покорисни. Ако влеземе во системот и пребараме од Македонија, ќе видиме дека од 10 издавачи има 17 списанија кои што го складирале својот начин на издавање, односно својата политика, тоа се овие дадени, не е значено по име и презиме, меѓутоа, би сакал да кажам дека Универзитетот Свети Кирил Методи, кој што е најдолу, нажалост не е нашиот Универзитет Свети Кирил и Методи, туку Универзитетот Свети Кирил и Методи од Чешка и погрешка поради Кирил и Методи е сместено овде. Значи овде има 19 минус 2 од Чешка, тоа се 17. Толку за политиката на издавачите, односно на списанијата, и сега малку повеќе нешто за специјалниот софтвер за списанија со отворен пристап, односно така наречениот Open Journal System OJS. Ова е адресата кај што тој може да се
даунлодува, да се инсталира, да се добиваат поддршки и така натаму. Бесплатен е номинално, но кажа колегата Трајковски, за сето тоа да функционира треба релативно пристојна сума на пари, значи софтверот е слободен, но условите тој да функционира не се без пари. Овде се дадени елементите, нема да ви ги читам, меѓутоа главно е дека овој софтвер практично овозможува складирање на едно или на повеќе списанија на ист софтвер. Значи, они велат тоа едно списание или платформа за списание. Истиот софтвер може да го прави и едното и другото, бидејќи е модуларен. Ако има 5 списанија, може на едното списание да се додели право да има главен и одговорен уредник, комплетна самостојност, уредување и така натаму, друго на друг уредник, рецензентите на едното списание се посебни за едното, посебно за другите и така натаму. Значи еден доста софистициран софтвер кој што се користи во светот за отворен пристап на списание. Еве каква е состојбата сега во октомври. Тоа се број на списанија лево горе, потоа трудови објавени десно горе, потоа инсталации, значи на софтверот во системите, компјутерските системи, долу лево, и трудови по списание по година долу десно. Ние гледаме дека растежот е најголем негде околу 2016 година и после опаѓа, главно поради тоа што има нови софтвери кои што се помодерни, пософистицирани и тој број најверојатно ќе паѓа и понатаму ако OJS не направи крупни промени во својот софтвер. Што е тука битно да кажеме? Дека заправо од 2019 година, тоа е минатата година, за ова уште трае, има вкупно 8463 списанија кои што го користат овој софтвер. Или, ако земеме трудови во 2019, има 340.760. Ако земеме колку инсталации има, значи на колку компјутерски места, рековме има едно списание или е платформа за повеќе списанија, тоа се 2755 во 2019, а горе има 8000 списанија, значи од прилика по 4 списанија на една инсталација. И оно што е битно по мене е дека трудовите по списанија по години изнесуваат околу 40 во 2019 и како што гледаме е скоро еднакво од почетокот до сега, главно поради тоа што овој софтвер е навистина добар за мали списанија, за оние списанија кои што немаат голем обем на работа. Меѓутоа, Open Journal System како една платформа направи така наречен PKP индекс или Public Knowledge Project Index, во кој што сите списанија кои што користат Open Journal System софтвер, а сакаат да бидат дел од овој индекс, може да се пријават и да бидат вклучени. Гледаме од овој слайд дека 1.561.587 се трудови веќе внесени во овој систем од 6.334 публикации или записи. Тоа е релативно голем број и хомоген и може да се употреби за други цели. И сега, како заправо ние можеме да идентифицираме кои се списанија со отворен пристап во Република Македонија? Прво, не постои регистар на списанија и на списанија со отворен пристап во Република Македонија, го кажав на почеток. Во услови да нема, тогаш се прави пребарување на базата на списанија кои користат Open Journal System, си се вклучени во Public Knowledge Project индексот. Значи, оттаму може да извадиме. Понатаму може да пребараме списанија кои што користат Open Journal System, но не се вклучени во PKP индексот и тоа има начин како тоа да се направи. Следниот начин е пребарување списанија со отворен пристап кои што декларирале дека имаат отворен пристап, а не користат Open Journal System софтвер, туку користат други софтвери. И на крајот пребарување на ризници или институционални складишта во Република Македонија. И ова, што пак сакам да се оградам, дека ова идентификација не е целосна, треба да се обновува и да се презентира на некој поофицијален начин. Тука се дадени кои се македонските списанија со отворен пристап, кои користат Open Journal System, гледаме дека тоа се 17. Најголем дел гледаме дека тоа се од заедничката страница на Open Journal System во Универзитетот Гоце Делчев во Штип,
до 13 од нив и само последните две не се од нивната страница за издавање списања. Значи, доминантно Универзитетот Гоце Делчев од Штип е вклучен во ПКП индексот во овој систем. Ако анализираме кои се тие списања што користат софтвер Open Journal System, но ги нема во ПКП индексот затоа што не се пријавиле, односно не побарале идентификација и вклучување, нив ги има 25. Тоа е еден многу значаен потенцијал кој што би требало да се поттикне на извесен начин да биде вклучен во овој индекс. И ако малку погледнеме првите 6-7 се пак од Универзитетот Гоце Делчев од Штип, понатаму доаѓаат 5 списања кои што на новата платформа на Универзитетот Кирил и Методи се сместени некаде од оваа година, а тоа е Journals UKIM МК, повеќе ги има. Потоа следува неколку списања кои што се од ID Press, односно од нашата фондација, и долу следуваат други списања како што е Акта, Музеи Македоници, Scientificum Naturarum, односно тоа е на Природно-научниот музеј, потоа Англистикум, потоа Identity, потоа Journal of Electrical Engineering од FATE и уште други две списања. Значи, гледаме една потенцијална можност за вклучување од 25 списања кои го користат овој софтвер. Се разбира дека овој софтвер не е универзален и не мора да се користи секогаш. Јас само изнесувам реалните факти кои што постојат денес. Ево овде се прикажани оние списања со отворен пристап кои што практично не користат OJS, користат други софтвери, ништо не им фали меѓу нас кажано, освен што не се во тој систем. Ако погледнеме, тоа се значајни списања, Macedonian Veterinary Review, многу значено, многу квалитетно списање. Contributions од Македонската академија на науки и уметности, меѓутоа во секцијата за природни, математички и биотехнолошки науки, МАСА. Значи, само таа од МАНУ е практично со отворен пристап дефиниран и би можела да биде понатаму употребена. Оно што е исто необично е дека македонското списание за хемија и хемиско инженерство е исто така со Open Journal System, меѓутоа не поминува низ системите на верификација, веројатно има нешто во конфигурацијата, намерно или ненамерно наставени. Овие останатите списања се сите заправо од Универзитетот во Тетово, во Штуловиот универзитет, 13 ги има од нив, и сите се тие сместени на Google Scholar и нивните сајтови, и заради тоа би требало поинаку да се евентуално вклучат или не знам што би можело да се направи. И имаме само 4 ризници на институционални складишта. Тоа е она што веќе го споменав на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Универзитетот Свети Кирил и Методи оваа година го спостави, меѓутоа нема нити контакт, нити пак има трудови, нити така уште е во фаза на дооформување. Понатаму складиштето на Универзитетот од Битола Свети Климент Охридски и македонското база на податоци за списања со отворен пристап, за кој што јас ќе кажам нешто повеќе. Значи, ако сега собереме на овие 4 начини, ќе видиме дека во Македонија може да идентификуваме 73 списања кои што користат отворен пристап, односно дефинираат отворен пристап. Меѓутоа, има и друго кое што е значајно, а тоа е дека паралелно со овој отворен пристап одеше иницијативата за отворен архив, односно протокол за жнење метаподатоци. Што е тоа? Тоа е практично еден систем во кој што списањата десно или складиштето има посебен протокол вклучен во веб-сајтот кој што може да разменува податоци со така наречениот жнеач или харвестер, кој што ги внесува податоците во базата, тој понатаму ги дава на достапност на корисниците и корисниците ова најлево може да пристапат и да ги видат објавените податоци од отворениот пристап, од списањата, од складиштата и така натаму. Значи, еден многу корисен систем кој што практично компјутерски, електронски овозможува
размена на податоците. Има доста тука да се зборува, но тоа е информатичка повеќе работа отколку наша. Се разбира дека за да може тоа да се направи, потребно е да се направи валидација, значи да се види дали списанието ги исполнува условите за отворен архив, односно размена на податоците. И овде се става во горниот дел адресата на списанието, односно програмот ОАИ за отворен пристап и се тестира. И нормално можно е да имаме две варианти. Ова лево, кое што е заправо помината валидација, односно позитивна, и ова десно, каде што е негативна и каде што постојат определени проблеми, кои што би требало редакцијата и нивните информатичари да ја подобрат. Се разбира дека после тоа, ако сака списанието го поминала првиот дел и сака да биде регистрирано, постои начин да биде регистрирано, и тука се регистрирани списанијата кои што ги исполнуваат условите за размена на податоците помеѓу различните бази на податоци. За основа на овој систем, ние креиравме еден вебсайт кој што е со слободен, бесплатен софтвер, пак ќе кажам, да се даунлодува, но бара други средства и финансии, и го нарекувме Macedonian Open Access Journals, односно сите оние кои што ја поминаа оваа верификација претходна, ги внесовме во овој систем. И како што гледате, овдека има 54 списанија, не е мала бројка, тоа е доста пристојна бројка за Македонија, и тука се внесени сите тие во овој систем. Овде е даден пример за Balkan Social Science Review, во кој што се гледа што тој прави, што содржи и на крајот колку има записи. Октомври сега е ова, 170 записи. Исто така може да се види кои се трудовите во него, бидејќи системот со овој софтвер автоматски ги складира. Ја ве ги овде гледате, ова е почетокот, ова е долу крајот. Значи има 303 трудови и секако дека трудовите може понатаму да се анализираат што, кој и како. Меѓутоа, оно што е значајно дека сите овие списанија што го помина овој позитивен тест на отворено архивирање, може да бидат вклучени, дадена е нивната URL адреса, на овој дел тука, дадено објаснување, дадена е ОАИ адресата за пристап, која што е многу значајно, ти може и други да ги користат, и на крајот да може да се видат кои се тие податоци кои што се складирани во овој систем. Еве како изгледа еден запис. Лево, како што гледате, има наслов, има креатор, има индексни зборови, subjects, има опис, значи извадок, има кој е издавач, во овој случај Центарот за економски анализи, дата, тип, формат, идентификатор на трудот кој што веднаш со кликнување може да ме однесе до него, јазикот на кој што е објавен, односно односите со другите списанија, и на крај кои се правата од отворен пристап. Овде гледаме дека нив ги има Journal of Economics на нотото. Се разбира дека овој систем е класична база на податоци и може да се пребара што има внатре. Еве, нашиот колега Владимир Трајковски го ставив и еве гледате, одма ги добива во оваа база на податоци, кои што ги исполнуваат овие услови, што има, и се гледа дека до тој момент има 39 трудови кои што се внатре внесени. Толку за овој отворен пристап на архивирање. Се малку нешто околу втора варијанта, тоа е така наречено статичко складиште. Што е тоа различно од претходното? Во претходното списанијата и складиштата директно со овој протокол можеа да ги внесат или од нив да се земат податоци во базата на податоци, а овде не може, туку може списанијата да бидат пренесени во една заедничка складиште и од тоа заедничко складиште потоа да бидат пренесени во архивот за отворен пристап. Една варијација тука би биле веројатно овие складишта или ризници или на било кој начин да ги кажеме, или институционални или индивидуални складишта. Затоа јас нема зборувам, бидејќи е тоа надвор од темата на денешното предавање. И сега малку да кажам за базата за отворена наука во Европска унија или OpenAIRE.
Во 2020 година програмата на Европска Унија беше да се создаде база, инфраструктура, едукација и поттикнување на отворената наука во Европската Унија, и ова е нивниот вебсайт, што гледаме овде. Јас нема многу да дискутирам за него, има многу работи, меѓутоа сакам да кажам само дека и тој има своја верификација и во него се внесуваат само оние списанија кои што биле пријавени, дека сакаат да бидат дел од ОПН, и само оние кои што ги исполнуваат условите на Open Access Archives, значи архивирањето, и овде се дадени списанијата кои што во октомври практично ги има, 23, не се малку, и тука и гледаме дека најголем дел од нив се списанија, а дека најдолу ID Design Press е агрегатор или издавач, а додека другите две се институционални складишта. Нивниот купен број изнесува доста голем, меѓутоа најголем дел од тие записи практично припаѓаат на складиштето на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, и него оценувам, или сакам да кажам дека е доминантно во бројот учествувачи. И малку на крај за вклучување на списанијата со отворен пристап во ДОАЈ. ДОАՅ значи Directory of Open Access Journals, и тој практично се развива последниве години многу значајно од една почетна база во скандинавските земји, кој што на почетокот беше, денес стана број 1 место за валидација и верификација на квалитетот на списанијата со отворен пристап. Тој на почетокот имаше други критериуми, меѓутоа сега е развиен на тој начин што има над 35 за базичните информации за списанието, тоа овде. Потоа има 5-6 за квалитет и транспарентност на процесот на едукација, потоа колку е отворено списанието, кои се лиценците за содржината и на крај кои се заправо печатарските права и дозволата за користење на печатарски права. После ова пополнување на 54 прашања, како што гледате, има комисија во ДОАЈ која што ги проверува сите, и доколку некој од нив не се во согласно со политиката на ДОАՅ, ги исклучува или тие што се ги вклучува. Од Македонија во овој систем има 11 списанија кои што го поминале овој дел, и тие списанија во овој момент се наоѓаат во базата на ДОАՅ. Толку за овој дел, и на крајот заклучоците да ги кажам накусо. Идентифициравме 73 списанија од Република Македонија кои изјавуваат дека користат отворен пристап. Веројатно има повеќе списанија, тоа треба да се види и треба да имаме малку резерва со тоа. Политиката за отворен пристап во Шерпа Ромео е складирана од 17 македонски списанија, што ако земеме дека е 73 точна бројка или предпоставена приближна бројка, тоа е 23%. Не е малку, но има уште место за подобрување. Понатаму, иницијативата за отворен архив, заправо протоколот за жнење на метаподатоци, го исполнуваат 54 македонски списанија со отворен пристап. Или, ако поделиме, тоа се 73,9%, што е добра бројка, и со дополнителна работа би можело да биде зголемено на уште повеќе. Понатаму, во ризницата македонски списанија со отворен пристап МОАЈ се внесени сите 54 списанија, или 100%, кои што ја поминаа верификацијата со софтверот за верификација. Во Европската база на списанија со отворен пристап ОПН има 23 од 73 или 31,5%, пристојна бројка, но можно да се зголеми. И во директориумот за списанија со отворен пристап ДОАЈ се вклучени најмал број на списанија, тоа се 11 од 73 или 15,1%. Тоа значи дека таму е најстрог критериумот и на ова прашање треба најмногу да се работи доколку сакаме да го подобриме. И она што на крајот сакам да кажам, дека неопходни се организирани напори за регистрација и вклучување на што поголем број списанија со отворен пристап и зголемување на нивниот квалитет. И на крај сакам да се заблагодарам посебно на колешката Мангахис, која што е специјалист за публикации и поддржувач во Public Knowledge Project
сервисите од Канада, која што ми овозможи пристап до податоците во Open Journal System, односно во БКП индексот и да можам да направам доста прецизна, иако не комплетно, но сепак доста прецизна категоризација и анализа на списанијата со отворен пристап во нашата држава. Благодарам за вниманието. Ви благодарам, професоре. Само да си ја уклучам и камерата. Ви благодарам за ова исклучително интересно предавање, на кое што слушнавме многу податоци и разбрахме за многу работи како што се кај нас. Би сакал сега, имавме еден колега Фатон, кој што ни пиша на чат, заинтересиран да отвори дискусија. Дали, професоре, можете да видите дали господинот Фатон е се уште овде? Чекам известување од вас. За жал изгледа исклучен, добивам информација од IT на Филозофски факултет, изгледа се исклучил, така да можеме да дадеме збор на други кои што би сакале да постават прашање, доколку има такви. Еве го господинот Фатон само што напиша на чат дека е овде, дека е присутен. Добро, нека постави прашање. Би го замолил Христијан да му даде аудио и видео влез, додека тој се вклучи. Јас исто така би сакал да му честитам на професор Спировски за извонредно инспиративното предавање и фактички вовед во овој втор значаен дел од трибината. И навистина еден труд кој што е вложен во анализа на состојбите, кој што според мене и не се така розови, бидејќи има списанија кои што беа во OJS, па сега не се. Конкретно тука би изразил жалење токму за нашите десетина списанија од Филозофски факултет, кои што со замирањето на серверот и така немаше изгледа бекап направено и со големата замена. Тука се надевам дека и деканот професор Дуев ќе се сложи. Едноставно немаше бекап и со честата замена на информатичари кои што се вработуваат кај нас на филозофскиот со договор на дело, а тука државата и пред се Министерството за образование и наука на Република Македонија мора посериозно да ги свати тие работи, дека ова не е играње, Open Access и исписание. Че кога ќе се воспостави еден систем, како што беше тоа уште во 2010 со дигиталниот репозиториум на Faculty of Philosophy, во кој што имаше десетина наши списанија, а пред се да не испадне дека се фалам предничеше Journal of Special Education and Rehabilitation, кој што јас го водев до 2017 септември. Минимум, според мене, треба секој факултет да има по 2 до 3 информатичари вработени во оделение, кои што би биле вработени со плата, а не на договор на дело, па после ќе најде некоја друга работа и ќе замине, останува 1 или 2 години на Филозофскиот факултет и заминува и после нема бекап, падне серверот и готово, после тоа не може да се подигнат списанијата, што е огромен зијан. Така што ете, вие сте направиле навистина одлична статистичка, би рекол, анализа на состојбите и пресек на сите тие што се вклучени и честитам за македонската база која што ја имате направена и која што ја споделивте со останатиот, би кажал, научен свет од Македонија. На моменти имавме дури 55 учесници со нас, што навистина ме радува овој број. Колку што гледам овде, нашиот IT Христијан вели дека не го гледа Фатон. Ја би го замолил за да не должиме, бидејќи имаме по 10 минути предвидено, да го постави прашањето во четот, бидејќи он не се гледа во Атендис, значи едноставно нашиот IT не може да го регистрира, да го постави прашањето, а подоцна евентуално ако може би се вклучил Само нешто да прокоментирам околу списанијата што беа, а сега не се на платформа на Open Journal Systems. Во базите на податоци во светот, меѓу кои оваа што ние ја креиравме,
Записите нивни се складирани, тие постојат. Значи, постои можност на истата процедура со ОАИ, PMG, односно ПМХ, да се вратат назад. Значи, не е ништо изгубено, треба само се работи. Вашите списанија сите се присутни во ова и во други бази во кои што користат ваков систем за жнење на податоци, значи би можело да се да се доста од тоа возобнови, ако се сака и ако нормално. Токму и тоа е идејата нели на дигиталните ризници и репозиториуми, да ги сочуваат, да не речам вечно, податоците и дури и после URL-то да сгасне, да ги има во таа архива. Токму и тоа и за целта на двете списанија кои што минатите и сега што вашите сите ги има во архивите. Да, ги има, но не се видливи. Тоа е проблем. Да, така. Чекаме се уште колегата Фатон да ако или може... други, а доколку има други, слободно нека се вклучат или од панелистите или од самите слушатели на трибината и гледачи, би рекол. Доколку имате уште нешто, професоре Спировски, вие да дополните, би било убаво, бидејќи очигледно еве некои технички проблеми колегата Фатон едноставно не е видлив тука, за да може нашиот информатичар да му даде на него пристап за панелист. Значи, целта е сите оние што се вклучувани како слушатели да изразат желба во четот и потоа информатичарот да им даде привилегии како да се панелисти, да се вклучат со аудио и камера или пак еве едноставно може да се постават прашања. Колега Фики, еве го прашањето, поставете го на професорот. Да, еве го колегата Фатон, само што ни напиша, ни се заблагодарува, ни посакува успех и кажува дека професорот намени за броеви на трудовите дека тие растеле. Но дали имаме квалитет? Затоа што мислам дека повеќе од списанијата се комерцијални. Тоа е прашањето. Па јас не би рекол дека повеќе од списанијата се комерцијални. Баш исклучок е, многу малку има од списанијата што се комерцијални. И мислам дека тоа не е толку во корелација со квалитетот на списанијата, дали е некое комерцијално или не, него е со квалитетот на другите елементи кои што треба да ги исполнува списанието, не за да оправдувам некого или себе, него тоа може би од надвор така изгледа. Меѓутоа, ако се постави, да речеме, потребата со какви ресурси треба да се обезбедат кои квалитети, тогаш е подобро и да има определена финансиска надокнада за да може тоа да се обезбеди, и тоа е во интерес и на корисниците, не е само во интерес на издавачите, дури ја би рекол и многу повеќе е во интерес на авторите и на читателите, отколку што би било на издавачите. Од издавачите може во тоа време и друго да работат, не мораат баш да објавуваат научни списанија со отворен пристап. Значи, прашањето е малку, како да речам, може да се постави, но мислам дека не е толку во тоа. Проблемот е во други елементи кои што нема време сега да ги исполнуваме, а треба да ги зборуваме во иднина. Добро, професоре, ако тоа е се што имате да дадете, ви благодарам многу уште еднаш и за вашиот одговор. Во моментот Идеми напишал каква е состојбата со пристапот на овие научни списанија за лицата со оштетен вид или друго сензорно нарушување. Мене ме прашува. Ако ме прашува мене, јас би кажал дека тоа е практично можно за сите списанија кои што имаат отворен пристап. Само со додавање на кориснички програми на лаптопот во кој што тоа може да се прилагоди. Значи, самите списанија и нивниот начин тоа го возможуваат. Само што треба кориснички програм кој што тоа ќе го претвори во препознатлив начин за оние со оштетен вид на еден начин, за оние со оштетен слух на друг начин и така натаму. Значи, базата ја има, ама треба надоградбата да се направи. Тоа не е задача на списанијата, тоа е задача на базите на податоци, на институциите, невладините организации и така натаму. Добро, ви благодарам. Колегата Фатон исто така
додаде дали има контрола кон квалитетот на трудовите. Да. Во најголем дел, ако не и во сите, контрола има. Некаде е таа најригорозна, негде е помалку ригорозна. Меѓутоа, контролата се постигнува на тој начин што прво се бара да се исполнат критериумите што списанието ги постава во почетокот. Тоа значи мора да бидат исполнети за да може да почне процесот на објавување, а потоа се доделуваат неколку рецензенти, 2, 3, 4, 6, ние 6 назначуваме, не од сите се прифаќаат, него од 6 барем тројца ќе се прифатат. И потоа тие пишуваат рецензентите рецензија, а уредувачкиот одбор врз основа на нивните мислења за квалитетот на трудовите донесува одлука. Дали тоа ќе го врати на авторот да го поправи, дали ќе го отврли во целост, дали ќе го прифати комплетно, уште од прва рака, што е многу ретко, и на тој начин се обезбедува квалитет на содржината. Потоа има припрема техничка која што има други квалитети, графичка и така натаму, му се враќаат на авторот, ги проверува и од која тоа ќе го потврди, излегува во печат. Значи, мислам дека во најголема мерка списанијата кои што ги споменав, ги користат овие работи сите, не во ист процент и не на ист начин, но ги користат. Значи, има контрола на квалитетот на објавените трудови. Добро, ви благодарам, професоре. Немаме други прашања или друга дискусија. Сега ќе ви се извинам, колега Фатон, но дискусијата за ова заврши. Мораме да продолжиме затоа што програмата ни е предвидена така.